Незадоволство и раскол во СДСМ по изборот на кандидати за градоначалници во повеќе општини низ Македонија. Очигледно состојбата во партијата е далеку од розова на само месец и половина до локалните избори. Дел од имињата на кои поддршка им даде партиската централа не се неамилени кај членството. Партиски членови порачуваат дека кандидатите се бирале без консултација со нив, туку се избор директно на раководството и првиот човек на социјалдемократите Зоран Заев. Дека во СДСМ постои проблем со демократијата кај раководството која предизвикува незадоволство кај членството, многу пати досега порачаа многу видни партиски членови, а меѓу погласните е поранешната шефица на Скопскиот огранок Софија Куновска. Извршниот впрочем и секогаш до сега служеше да го овласти Заев да си носи само одлуки. Сите приказни за внатрепартиска демократија и истражување на јавно мислење се гола реторика, ветер и магла. Просто е, без демократски капацитет на партиите, нема демократски капацитет ниту во владите. Најголема прашина во јавноста крена од луката на СДСМ да не го поддржи Максим Димитриевски за Куманово, иако има највисок рейтинг според анкетите. Место него за овој град ќе одат со Оливер Илиевски. За него во јавноста се појави информации дека е братучет на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Откако му стана јасно дека нема да има поддршката од партијата, Димитриевски ја соопшти својата независна кандидатура, која го чинеше исклучување од СДСМ. На само неколку дена откако Заев порача дека независните кандидати се богатство за кое тие се бореле, сега пак вели решиле да го исклучат бидејќи отишол против партијата која вложувала во него. Кога ќе одлучите дека треба да го напуштите Социјалдемократскиот сојуз, тоа е опишано на неколку начини како тоа го правите, еден од тие токму тоа. Истапувате од Социјалдемократскиот сојуз и одите како независен кандидат. Максим Димитриевски се одлучи за тоа. Тоа е негова одлука и Максим тргна против Максим и дефинитивно Социјалдемократскиот сојуз само на првиот централен одбор треба да го констатира тоа што Максим Димитриевски го направи, односно тоа е исклучувањето од Социјалдемократскиот сојуз. Максим Димитриевски пак реагираше по изјавата на Заев, велејќи дека не се само исклучил од партијата, велејќи дека вистинските социјалдемократи секогаш ја говорат вистината и не се служат со манипулации и инсинуации. Отворено незадоволство беше изразено за кандидатурите во Битола, каде СДСМ оди со бизнисменот Христо Кондовски, кој според информациите бил бизнис партнер на Вице Заев и дел од членството во Дебрца е незадоволно со изборот на Игор Крцовски. Па решија да му дадат поддршка на актуелниот градоначалник Зоран Ногачевски, кој како и Димитриевски ќе оди како независен. Посебно изразено незадоволство имаше во Радовиш, каде членови ги запалија членските книшки и знамето на партијата, откако поддршката не ја доби актуелниот градоначалник Герасим Конзулов. Како може од едно сосема заборавено мало градче со улици кои потсетуваа на минатиот век да се претвори во град кој се развива и напредува? Заев изрази разбирање за членовите од Радовиш, велејќи дека протест е можен и пред главниот штаб на СДСМ, но Конзулов имал многу низок рейтинг, па поради тоа предложиле друго име. СДСМ реши на локалните избори да не го поддржи ниту досегашниот прв човек на центра Саша Богдановиќ, па таму ќе оди со Горан Герасимовски. Инаку Богдановиќ пред неколку месеци порача дека мора да се слушне гласот на поранешниот лидер на партијата Бранко Црвенковски, кога тој побара одговорност од Заев и го замрзна членството во СДСМ.